За многу нови инфраструктурни проекти, реализирани ветувања, работно лето во општината Чучер Сандево ова утро нагости ни дојде првиот човек на општината, градоначалникот Зоран Пајовски. Добре ни дојдовте. И драго ми што сте кај нас нагости. За почеток, пред да си го започнете Вики разговорот, да го понудиме градоначалникот нешто од нашата скромна понуда. Може да, македонско кафе или кафе, вашето утринско кафе. Може, одлично. Добро утро, градоначалник. Да. Македонско кафе со шекер или без? Без. Одлично. Така. Добро утро и од мене. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од утринската на телевизија Алфа, прв човек на општина Чучер Сандево. Колку сте блиски и транспарентни до граѓаните, впрочем, оние кои што ви ја дадоа довербата за овој мандат? Со оглед на тоа дека ние сме мала општина, се знаеме скоро сите меѓу себе. Секојдневно сум во контакт со граѓаните, покрај тоа што официјално има два приемни дена, вторник и четврток. Граѓаните знаат да дојдат и другите денови, кога сум во можност ги примаме, односно секогаш ги примаме, може некогаш ќе почекаат. Транспарентно да ги запознаеме со се што се случува во општината, односно кои работи ни се предвидени за работа, кои ќе ги сработиме оваа година, кои другите година, што ќе почека, што ќе планираме до крај на мандатот. И затоа некад ги замолувам за трпение, бидејќи не може да сработиме се во една година. Изминатава недела ни беше малку напорна со невремево што го зафати Чучер Сандево, бидејќи имаше одредени села со неколку дена што немаше електрична енергија поради паднати дрва, прекинење на жици од страна на Верувам дека ги саниравте. До вчера работе екипите на Евана и сега се санирани. Има уште некои посетни делови, но електрична енергија има кај сите домаќинства. Спремна ли е општината за ете вакви немили случувања и настани? Првиот ден кога беше невремето, да, општината, јавното комунално предпријатие, вработените излегоа на терен со механизација, со опрема, но голема благодарност и до волонтери, жители на граѓани на Чучер Сандево кои само иницијативно излегоа, помогнаа на екипите на Ивана да се исечат дрвата, да се тргнат градките, да станат патиштата проводни, да дојдат екипите на Евана до потребните локации кај што требаше да се санираат дефекциите, доброволно, значи ги поздравувам и заблагодарувам јавно на сите кои учествуваа во тоа. Така, прв мандат како прв човек на општината, меѓутоа не за прв пат како дел од локалната самоуправа, верувам дека и претходно и сега сте запознаен со најголемите предизвици кои што со себе ги носи општина Чучер Сандево, па кои беа тие на почетокот на вашиот мандат? Во делот на проект или во делот и на инфраструктура и на сето она кое што е засега општината? Предизвик кој што искрено посветувам најмногу внимание јас и делот мојот тим во општината и останатите вработени е да го реализираме можеби најголемиот проект на територија Чучер Сандево. Тоа е секундарна и примарна мрежа за фекална канализација во населени места Кучевачка бара и Белкамен. Таму веќе е во изградба пречистителна станица за околу 5000 жители. Тој дел е малку сега почнува Чучер Сандево да работи во тој дел, бидејќи претходно беше под општина Бутел, град Скопје, сега е во Чучер Сандево и голем предизвик е бидејќи е голема територија со многу жители и многу финансиски средства што не може да ги издржи општина Чучер Сандево. Во моментов работиме на доработка на проектот, бидејќи не беше комплетен проектот што ни го оставија, за да бидат опфатени сите куќи. И тоа ќе потрае малку, бидејќи таков инфраструктурен проект треба време за да се направи. Јас знам дека на граѓаните од тој дел и треба и е неопходна фекалната канализација, но не може да се направи за толку брзо време. Така, како ја затекнувате општината и во делот на инфраструктурата повеќе населени места во склоп на општина Чучер Сандево, во делот на асфалтираните улици и сето она кое што е нужно и потребно и основно за граѓаните како нивни права во локалната самоуправа? Во изминативе 8 месеца асфалтиравме околу 20 улици вкупно, пократки, подолги. Има уште многу улици што треба да се асфалтираат, но за оваа година во делот на програмата, проектот финансиите, толку ни беше овозможено да ги сработиме тие улици. Има уште многу улици за асфалтирање, така да наредниве години ќе се потрудиме да ги асфалтираме
неасфалтираните улици и да ги санираме веќе постоечките улици кои што се асфалтирани одамна и се во лоша состојба. За прв пат во Чучер Сандево во програмата ставивме и во тек ни е заврши јавната набавка за санирање на дупки, крпење на дупки. До сега немало таква јавна набавка во Чучер Сандево. Прв пат ја направивме годинава за да ги подобриме колку што можеме, бидејќи има улици кои што се во многу лоша состојба, но дури ги направиме проектите, ги ставиме во програма граѓаните да можат да се движат барем по санирани улици. Так. Меѓутоа, убава зелена општина со убава природа, колку општината е атрактивна за живење денес, малку подалеку од централното градско подрачје, меѓутоа, според она кое што можеме да го видиме и на социјалните мрежи, делувате дека сплотено функционирате и дека сплотено живеете и делувате во рамки на Чучер Сандево. Чучер Сандево е втора по големина општина по територија во Скопскиот плански регион. 240 квадратни километри има површина, 14 населени места, 5 викенд населби имаме. Атрактивна е за живење, се повеќе луѓето одлучуваат да се доселат во Чучер Сандево. Дел од викендиците си ги адаптираат за постојано живење, но точно е дека се бараат локации за нови куќи, нови викендици, но тука треба многу да внимаваме ние како локална самоуправа, бидејќи ако и дозволиме да градат, понатака треба да ја овозможиме инфраструктура, водовод, канализација и во некои делови не можеме тоа да го направиме и отворено и кажуваме дека не може таму да се гради, бидејќи ќе поминат години, а треба да ги снабдуваме со вода. Така. Ете, и кога можеби се повеќе луѓе одлучуваат да живеат на едно место, многу се важни прашањата за училиштата, за градинките и сето она кое што општината треба да го обезбеди за најмладите. Општина Чучер Сандево има 3 основни училишта и една градинка. Околу 580 ученика имаме до 600, мислам дека толку се варираат бројките. А во градинката имаме моментално над 100 деца, имаме потреба за... Има ли доволни капацитети? Да, треба уште една градинка да планираме за воиднина. Во програмата ли ви е тоа? Во програмата има некои законски, не зависи само од локалната власт за градинки. Тука си министерствата и други институции, Министерството за демографија, млади, спорт, социјална политика, и треба заедно да ги изработиме, бидејќи треба сепак некои стандарди да се исполнат за градење на... Токму така. Колку бевте амбициозни во предизборната програма, односно во оваа програма која што сега ја реализирате? Има ли покрај основните оние проекти кои што се нужни за граѓаните? Ќе има ли некои новости кои што можеби и ова работно лето ќе ги забележиме? Што ќе се случува ова лето во Чучер Сандево? Најголема новост за мене во Чучер Сандево е тоа што изминативе 6 месеци работевме на формирање на доброволно противпожарно друштво, бидејќи минатата година имаше голем пожар во Чучер Сандево, изгореа над 1600 хектари шума, нискостеблеста, земјоделски производи, земјоделски посеви. И уште во самата кампања го потенцирав тоа дека Чучер Сандево има потреба од формирање на доброволно противпожарно друштво, бидејќи ние сепак спаѓаме во територијална противпожарна заштита на Скопје, не можеме да имаме сами противпожарна станица. За таа цел испративме едно лице на обука во Словенија, да се обучи исклучиво за справување со шумски пожари, и уште 6 други лица доброволци беа обучени во Скопје, заедно со доброволното противпожарно друштво Бајрам Мифтари од Чаир ни помогнаа. Во текот имаме донација од општествено одговорна фирма на едно теренско противпожарно возило со капацитет од 480 литри вода, и во тек сме со законскиве обврски што треба да ги исполниме во Централниот регистар за да може да го регистрираме друштвото. Тоа ќе се заврши можеби оваа недела до крај или до другата. Ќе го промовираме. Благодарност до сите доброволци кои што се пријавија да се обучат и активно да учествуваат во формирање на ова друштво, бидејќи тоа е за доброто на народот, за да ја заштитиме нашата Скопска Црна Гора, за да не ни се повтори
тој пожар, а дај Боже никогаш да не ги употребиме овие средства кои што дел ги обезбедивме со општински пари, дел со јавното комунално, дел преку општествено одговорни фирми кои што ни излегува во пресрет и сакам јавно да изблагодарам на нив. Така. Многу е убаво да се види дека во една локална самоуправа се случуваат постојано настани, проекти, манифестации, а кај вас се случува тоа, а последно чинам дека се случи голем турнир. Колку младите се активни во тој дел, особено во делот на спортот, од друга страна колку како прв човек и како општина ги поддржувате, ги поттикнувате младите да одберат да живеат во Чучер Сандево, колку инвестирате во спортот и во сето она важно за младите и за нивното задржување во општината? Ние сме млада општина, за среќа младите ни остануваат, а моја цел и визија е сите млади да ни останат во Чучер Сандево. Имавме еден турнир, сега имаме втор турнир. Ги зголемивме наградните фондови за да ги мотивираме учесниците да учествуваат што повеќе и подобри екипи на самите турнири. Во глува на турнирот се изборивме за санација на теренот, односно ставивме вештачка трева, која што ги подобрува условите за играње. Но целта ни е што повеќе младите да ги поттикнеме на спорт и на спортски активности, да ги изнесеме од дома, да бидат физички активни. За таа цел планираме и еден нов детски турнир за да ги стимулираме младите. Мислам дека на крај на ова лето ќе го спроведеме и тој турнир. Ќе биде пократок за деца до 17 години, за најмладите, за да го поттикнеме на прворачкиот дух и кај најмладите, за понатака да учествуваат и на поголемите турнири. Токму така, меѓутоа тука не се исклучени повозрастната категорија на граѓани на Чучер Сандево. Имено изминатата година се случи еден убав настан, фестивал на вино и ракија токму во Чучер Сандево, кој што чинам традиционално се одржува, во кој што можевме да видиме сплотени повозрастни граѓани, споделени дружби во општината. Верувам дека на сите категории посветувате посебно внимание и посебни проекти кои што ги засегаат можеби и повозрастните граѓани. Да, тој настан се организира заедно со Сдруженијето на пензионери на Чучер Сандево. Во месец јуни мислам дека има спортски пензионерски игри. Пензионерите се надпреварува во повеќе категории. Исто така Чучер Сандево беше покровител и на тој спортски настан, а за во есен да го спремаме настанот за надпревар помеѓу најдобро вино и ракија, но во иднина, не знам оваа година дали ќе стигнеме. Идејата е да го прошириме, да го направиме вкусовите на Чучер Сандево на Скопска Црна Гора, така да не биде само со вино и со ракија, него да бидат со сите останати продукти кои што ги произведува Скопска Црна Гора, значи не е само да ги пробувате јадења, традиционални јадења, подготовка на мед, чаеви, се што го има нашата природа. Се што нуди општината. Да. Правиме напори да стигнеме до ноември до оваа година, но не знам дали ќе успееме, бидејќи треба техничка подготовка за сето тоа да се изведе, но за другата година ќе го направиме сигурно да ги не само виното и ракијата, туку и другите вкусови да ги пробаат и пошироко да го прошириме за да донесеме што повеќе луѓе од другите општини од градот Скопје да ја посетат и да се запознаат можеби со Сандево, бидејќи сметам дека Чучер Сандево и Скопска Црна Гора како планина има многу поголем капацитет и фали промоција и фали организација за да ја направиме поатрактивна, да биде повеќе посетена од страна на сите граѓани. Не само од Македонија, може и странци, имаме и странци заинтересирани. Меѓу Чучер Сандево има околу 52 цркви и манастири, која што е Колку е посетен, тој дел особено? Изминативе години е доста посетен, но сметам дека треба и ние како локална самоуправа да вложиме во мапирање, во промоција, во насочување кај треба да се движат туристите. Така. Одбележавте со богат културен настан и манифестација и роден ден на општината изминатата година. Колку се промени Чучер Сандево во текот низ годините? Каква е сликата за општината денес? Се гордеете ли со она кое што го представува општината и можеме ли да говориме за модерна општина денес? Јас секогаш се гордеам на Чучер Сандево, мојата цел и затоа се кандидирав и се вклучив во
вас, од таа љубов што имам спрема целата Скопска Црна Гора. Чучер Сандево годинава слави 30 години постоење, односно 1996 година е единица на локална самоуправа. До 2005 година до територијалната поделба има една територија, 2005 има друга поделба во територијалната поделба, дели се од земени територии. Изминативе 30 години многу се смени. Чучер Сандево се смени највеќе во инфраструктура, во капитални инвестиции, од изградба на фекална канализација, пречистителна станица, водовод скоро во сите села. Сите села се покриени со водоводна мрежа. Денеска и ние, и покрај тоа што немаме нови мрежи, но инвестираме во реконструкција на одредени мрежи, бидејќи се зголемува населението, потребите се други на граѓаните. Така да може да кажам дека е многу смената во инфраструктурниот дел Чучер Сандево, но и фалат некои нијанси, според мене, кај што треба да се насочиме на културен, социјален аспект, за да ги задржиме младите. Да, токму така. Верувам дека со оние основни инфраструктурни проекти и нивното завршување ќе има простор за можеби поголеми проекти во делот на културата и останатата модернизација на општината. Ете, и во летото и во преостанатиот дел од вашиот мандат кој што следува. Во интерес на времето морам да ви се заблагодарам овде што споделивте малку повеќе за оваа Скопска општина, можеби подалеку од централното градско подрачје, меѓутоа не помалку атрактивна секако за живење, убавата Скопска Црна Гора, убавото зеленило, планината и сето она кое што го нуди тој регион. Господин Баевски, ќе ви посакам успешна работа во преостанатиот мандат, да говориме само за убави и реализирани успешни проекти за граѓаните. Благодарам. Убав ден и на вас. На поканата ви благодарам. Кога можам гостувам на сите емисии за да ја запознам јавноста со Скопска Црна Гора, бидејќи сметам дека малку знаат за неа. Има многу што да се истражи, но многу е пубава во зима. Збориме за лето, но во зима е многу пубава Скопска Црна Гора. Ете, верувам дека ќе имаме простор и можност да говориме. Повеќе да дојдеме во зима. Во зима, да. Ние имаме снег понекогаш, а другите немаат. Одлично. Јас ви се восхитувам, ве слушав со внимание и големо задоволство е да сретнеш млад градоначелник со толку голема љубов и посветеност да зборува за твојата општина, за својата општина и да се труди да ги задржи младите луѓе, особено во вакво време кога се повеќе млади луѓе, се цели семејства ни заминуваат. Секоја чест ви благодарам за гостувањето.